Ова емисијата во центар, јас сум Васко Ефтов. По 3-месечна пауза, почитувани гледачи, заедно со октомвриските дождови, еве на нас повторно во вашите домови. Во ова и во наредните две емисии, почитувани гледачи, ќе ви ги прикажеме нашите приказни за најголемите финансиски афери во Република Македонија. Постојат најмалку две причини за таквиот наш избор како да ја почнеме ова нова сезона. Како прво, бидејќи ви имате право да ја знаете вистината, и како второ, бидејќи имате право да знаете како зад сцената функционира таа канцерогена мешавина помеѓу политичките и финансиските кланови во Република Македонија. За почеток, да почнеме со големата финансиска афера која потресе Битола и Република Македонија пролет 1997 година, тој големиот финансиски скандал со ТАТ. Кога на крајот беше подвлечена цртата, излезе дека финансиската дупка во ТАТ беше поголема од 120 милиони германски марки. Многу и за поголема држава од Македонија, а финансиското цунами од ТАТ просто го растури целиот битолски регион. Ми се чини дека во случајот на ТАТ не се работи само за штедилница афера, туку се работи за еден октопод кој што ако го расцениме до крај, не знаеме докаде по отделните пипци на тој октопод ќе стигнат било по хоризонтала, било по вертикала во висина на институциите. Малкумина останаа равнодушни на тој говор на Бранко Црвенковски по избивањето на аферата со ТАТ и таа негова најава за битка против октоподот. Денес, 10 години подоцна, со многу поладни глави, можеме да процениме дали тоа беше најдобриот или најлошиот говор во кариерата на Бранко Црвенковски. Си даде автогол, апсолутно. Видите што можеше и обратната политика да се претвори во автогол или да речем новинарите да тоа протолкуваат како автогол и со тоа да се создаде свест за кривица на СДС. Ве фатили паника? Имам чувство дека тогаш влечевте потези во паника. Па дури оној настав на Црвенковски во собрањето, во битката со октоподот, тоа му даде на целата таа афера еден драматичен политички призвук. Па видите, сите бевме загрижени, премиерот беше посебно загрижен, бидејќи тоа е сепак одговорност едно, знаете што се поделени компетенциите меѓу извршната и монетарната власт. Очекувате ли дека тогаш може да падне владата? Па се очекуваше тоа, дури имаше и предлози дека треба веднаш јас да поднесам оставка, гувернерот да поднеси оставка. Тоа е на средба кај Глигоров, да. Во присуство ваше, на премиерот, на министрот за внатрешни. И да се распишат предвремени избори. Тој е предлог на Борко Станоевски. Јас кажав во истиот момент, бидејќи сум министер за финансија, апсолутно sejedno што тоа не е компетенција на Министерство за финансии, јас носам морално политичка одговорност и јас сум подготвен, ја имав јас дури оставката напишано веднаш да се повлечам од функцијата. Власта на СДСМ беше исплашена од големи улични протести на опозицијата, завлегување во зградата на собранието и распишување на предвремени избори. Сценарио кое таа година веќе беше применето за улично рушење на владите на Сали Бериша и Жан Виденов во Албанија и Бугарија. Таја вечер се спремаше еден дури физички удар од страна на опозицијата. Македонската опозиција, предводена од Љупчо Ѓоргиевски, го откажа својот голем спектакуларен митинг за освојување на Македонското собрање по одредени бугарски и албански рецепти неколку месеци порано спроведени во Тирана и во Софија. Датумот на генералниот митинг, закажан за 27 март, го поместуваме за еден месец. 10 години имаме одредена дилема. Ако ТАТ беше означен како најголем криминален случај или финансиски карамбол во Република Македонија, ако и после 10 години главните осомничени за случајот со ТАТ не се осудени, наистина не можам да најдам рационално објаснување на кого нема одговара или каде закаже македонското судство, ниту Томе Неновски, ниту Сонја Николовска, ниту еден ден во затвор по тој основ да не бидат осудени. Па јас сум убеден дека не само случајот ТАТ кој поприми политички димензии, и сите други случаеви кои беа во врска со политиката или во кои беа обвинети луѓе или лица, блиски на одредени политички партии, се уште не се завршени и тешко дека ќе завршат. Господин Мицевски, некаде околу 22 дена бевте во затвор, бевте градоначалник на Битола, бевте кандидат на СДСМ. Дали се љутите на вашата партија, која во екот на таа афера со ТАТ, всушност ве стави во затвор? Се љуте во тој период, не ми беше сеедно, затоа што никој не ми кажа зошто та работа се случи, што се тие незадоволни од мене, зошто дозволија да се измислуваат. Зошто според вас Силјан Мицевски прв беше ставен во затвор? Не бев прв, може да бев трет, четврт, таму не знам, не е ни битно кој.
Меѓутоа, факт е едно. Јас бев ставен во затвор, а без за тоа да имат ниту еден аргумент. Господин Ниновски, бевте втор човек во Народна банка. Дали денес, 10 години подосна, може мирно да спиете, кога знаете колку луѓе заглавија и ги изгубија своите пари во ТАТ? Немам причина јас да не спием мирно, затоа што сите оние раскажувања, приказни во врска со моето име и со евентуалниот мој, не знам каков негативен ангажман во тој случај се неточни. Едноставно историјата го потврдува тоа дека практично сум немал некое силно влијание да се случи она што се случи. Дали како втор човек на Народна банка, како заменик гувернер, и помагавте финансиски секако или со информации на Сонја Николовска, кој во тој момент ја прави таа империја на ТАТ? Не. Се знаете ли? И таа беше приказна, па ја Се знаете ли Сонја Николовска? Лично? Да, како што и знаев и сите други банкари и директори. Бевте ли школски другари со нејзиниот сопруг? Тоа се факти, тоа не може да се, меѓутоа тоа не значи дека на некому му се помагало или сум помагал на овој или онај начин. Ајде да ги анализираме сите обвинувања. Дали Томе Неновски имаше своји штедни влогови во ТАТ? Да. Не ми паѓа на памет, јас како Бранко Црвенковски, не како председател на влада или председател на Социјалдемократски сојуз на Македонија, јас како личност, целокупниот свој углед и авторитет кој што го имам, нити пак угледот и авторитетот на институцијата на чие чело се наоѓам, да ги ставам во ситуација да бидат заложници на неодговорно или криминогено однесување на било кој поединец. Јас не можев да најдам податоци, односно информации, дека тука е умешана некоја државна структура, власта и така натаму. А сакав многу да дадам. Јас еднаш дури му се заканив на Бранко. После неговиот говор за октоподот во собранието, му реков, знаеш што, ако најдам некоја врска и некој, и тебе ќе те хапсам. Чесен збор така сум кажа. Господине Буздевски, околу вашето име се врзува најразлични приказни во врска со ТАТ. Дури неколку македонски неделници постојано ве апострофира дека сте човекот во Тренерки кој во соработка со Сонја издал големи количества на пари кога ТАТ паѓа во стечај. Јас сопственичката на ТАТ не ја познав. Бевте ли човекот во Тренерки кој беше во ТАТ или во Битола таа ног кога ТАТ се затвараше, кога беше најголемата криза во Битола? Па за тоа, ако бев, а не бев, сопственичката можеше јасно и гласно да проговори. Имаше ли министер во Тренерки кој требаше да излечи пари од ТАТ? Категорично тврдам дека немаше таков. Кој според вас беше главниот виновник за ТАТ? Еве денес, 10 години подоцна. Па вака, ТАТ ако го дефинираме и од оној аспект, и од овој аспект, ТАТ е еден своевиден грабеж со елементи на државен организиран криминал, затоа што полициските истраги подосна потврдија, и некои документи со кои јас располагам потврдуваат дека во работата на ТАТ или во грабежот на ТАТ учествува голем број обвинители, суди, полицајци, тогашни министри, пратеници, не на републичко ниво. Кои се тие луѓе? Не можеме сега да кажем, затоа што одма ќе почне приказната, па негирање. Волам, тоа е тешка работа да му кажеш некој ќе речи како да го обвинува. Ова е многу слично на тоа што го збори Сонја. А сите бегаат од нешто. Вие сте прво и второ обвинети во целата оваа афера и ви велите ние знаеме кои други се вклучени во тоа, ама не ќе да кажеме. И 10 години таа приказна трае. Доека не се појава други. Јас навистина не можам друг да обвинам дека е вклучен во таа афера со ТАТ, освен господја Сонја Николовска и вас лично, бидејќи вие сте и така назначени во обвинителниот акт. Како можете да тврдите дека ова или она е бил кога полицијата влегла во ТАТ, ги запленила сите овие документи, тоа овој документ го потврдува што ги имам пред мене, го гледа камерата, и кај што вика дека тие од расположивите документи извршиле селекција на некои документи и ги земале. И никогаш веќе јавноста не ги видела. Сега А тоа се стотици документи, стотици лица се вклучени тоа. Знам дека ви е мака, знам дека ви е тешко, меѓутоа навистина ова кога говорите ми личите на жолт неделен печат во Македонија кој постојано развива некои теории на конспирација, на заговор за разни црни вреќи, за министри во Тренерки и така натаму. Констатирани се од виш јавен обвинител на Битола црните вреќи, не ги измислува Томе, овде се напише. Кај завршува црните вреќи? Полицијата ги има, кај се прашајте полицијата тогаш или министерот тогаш за внатрешни работи Чокревски, кој што морал да знае дека негови двајца од овде со други двајца од Битола од Министерството за внатрешни работи извршиле упад, ги зеле документи, да ги селектирале и дел зеле и никош не ги вратиле. Сте прашале ли Сонја? Се прашале ли Сонја чиви миње беа тие црни вреќи? Не било потреба зошто да Сте имали ли комуникација после тоа? Нема, тоа е глупост.
Црните вреки, имаше црни вреки. А знаеш што имаше од црните? Црните вреки, полицијата, све што најде дома кај не, при претрес, одма следниот ден кога се отвори прашањето, правија претрес. Дома кај неја многу работи најде. Од црни вреки, запечатени, предадени на председателот на судот. Председателот на судот, Олга Бошевска, која после стана председател на е од ВМРО. Имаше ли црни вреки, господин Црни Пачевски? вреќи имаше, и тоа сум го кажувал Сонја. повеќе пати. Црни вреќи се оние вреќи во кои се собрани писмените материјали. Имаше ли тајни документи кои се уништени? Писанијата што Сонја Николовска ги чуваше во незините станови, кои беа запленети од страна на полицијата по наредба на истрагата, односно по наредба на нас истражните судии во тоа Ви време. учествувавте во тие претреси? Апсолутно, и сите тие предмети одземени од страна на Сонја Николовска, особено книги, папири и така натам, златни предмети и слично, беа попишани. Завршиле во трезорите на Заводот за платен промет? Беа попишани и депонирани во Завод за платен промет. Уништени ли се некои документи? Не, апсолутно. Заради тоа што стои изричито, таксативно наброени сите тие предмети во списоците, записниците за извршен увид на лице место. Господин Прчевски, сомнежот постои веројатно бидејќи вие како тогашен истражен судија, подоцна и председател на Битолскиот суд, и господинот Коста Томовски како шеф на Битолската полиција подоцна напредувате. И ако се погледне вашата, да речеме, кариера и кариерата на господин Томовски, вие завршувате кој јавен обвинител, господин Томовски како висок функционер во Агенцијата за разузнавање на Република Македонија, остава простор да се сомневаме дека можеби сте учествувале во одредено запошетување на некои докази, документи, нивно уништување. Па видете, секогаш се смета дека јавниот обвинител е човек на некоја партија, особено на онаа која е на власт во даденото време. Добро, во Република Македонија јавен обвинител да се избери без помош на одредена партија е просто незамисливо. Апсолутно. И од тие причини ве прашам дали вие и господинот Томовски или не знам некои други структури кои од тој момент се власт во Битола, учествувавте во запошетување и крење на одредени докази и документи? Апсолутно не. Што по вас се случи во тат, 10 години подоцна? Како вие би го дефинирале тој мега финансиски скандал како што беше оценет во Македонија, без малку ако денес направиме некои анкети помеѓу граѓаните, веројатно на прво или на второ место би го ставиле мега скандалот со тат? Видите, што се случи со тат, веројатно најдобро може да ви одговорат политичарите и луѓето кои се задолжени во Народна банка на Република Македонија. По мене тој скандал се случи исклучиво по вина на Народна банка на Македонија, бидејќи Народна банка е задолжена да ја прати работата на штеделниците и финансовите институции во државата со закон е задолжена. Мислите дека Сонја имаше добри односи со некои поединци во Народна банка и тие штите? Сонја имаше многу добри односи со тие луѓе и бидејќи тие луѓе супервизите и ревизите му ги правеа на Сонја не во врз база на деловните книги, ами негде по кафани во Молика лево десно, затоа веројатно и дојде до ова работа. И бевте истражен судија кога експлодира тој случај со тат. Имам едно конкретно прашање. Дали воопшто ви објаснило како Сонја Николовска, 10 години после тој случај со тат, воопшто не е осудена за целата таа проневера? Осудена е 3 години за неплаќање данок. Меѓутоа за измамата во врска со тат се уште нема одредена судска пресуда. Сонја Николовска добро го имаше сето тоа обмислено. Останаа отворени околу 30 милиони марки тогаш, за кои не можевме да најдеме покритие, колку сега се сеќавам, и мислам дека тоа се пари кои се влечени порано од тат за сестринските фирми там и 2 сат. Обично се вели дека за тие 30 милиони марки, за кои се предпоставуваат и за кои нема траги, дека се одредени пари кои по одредени црни канали се излечени надвор од тат и завршуваат во одредени непознати адреси. Бевте истражен судија, каде завршуваат тие 30 милиони марки германски тогашни од тат, на кои не им се знае трагата? Па наше убедување од она што можевме да го видиме и од она што можеше да се открие во текот на постапката, имајќи предвид да најмногу средства се влечени, ката дневно би рекол, додека тат екзистираше од шестата благајна или позадинската благајна на тат,
предпоставувам отидоа во джепот на тогашната гастарица. Цели спискови имаш. Тој и тој, толку и толку кредит даден. Барај го полицијата во улицата, каде е тој човек? Нема таков човек, не постои. Во ствари, она направи голема превара. Господине Фити, кога дознавате за ТАТ дека влезен во една таква експлозивна фаза? Па видите, тоа беше најверојатно таму негде крајот или почетокот на 96-та, почетокот на 97 година. Јас бев тогаш во Кипар како министер за финансии. Најверојатно беше во прашање конституенцата на Светската банка. Со мене беше тогашниот гувернер на Централната банка, господин Борко Станоевски. 3 дена по враќањето од Кипар на банкарско-владината делегација, тогашниот заменик гувернер на Народната банка Томе Неновски бара итен прием кај македонскиот премиер Бранко Црвенковски и кај тогашниот министер за финансии Таки Фити. Добро, беше тоа шокантно, гувернерот беше нервозен, имаше дури малку и кавга со Томе Неновски. Не знам, него тоа го забележав, го приметив. Тој прв пат го прашав него, имаш ли ти некаква врска со ТАТ? И тога и прв пат ми рече, имам штеден влог од 100.000 марки. Според информациите кои тогаш беа пласирани во јавност, јас ќе се обидам со вас тука да ги отвориме, се работи за влог од 50.000 германски марки кои со камати нараснаа некаде на околу 900.000 тогашни германски марки, тоа е едната партија, и втората се работи за одреден кредит со кој вие го враќате кредит кој имате добиено од Алмако банка, тоа е за 2 стана кои сте ги купили од ГП Илинден, од макарши седиштето сегашно на СДСМ. За тие 2 кредити, кои се во вредност од некаде повеќе од според со каматите од 1.000.000 германски марки, тоа ме беше ставен како второ осомничен во целата таа афера со ТАТ. Са многу неточни показатели изложив тоа, јас морам да коригирам, значи станува збор само за една единствена позајмица уште од 1993 година, која понатаму растела со камати, се капитализирала, па дошла до... Тоа е до 50.000 германски марки. И се капитализирала до таму некаде 800.000 колку и беше, кој јас никош не сум ги земал. Добро, господин Неновски, колку имате камата на таа партија? Не беше само таа партија. Таа беше, таму имаше 4... За вие нормално од 93 година до 96 година одреден влог од 50.000 германски марки да нарасне на 900.000 германски марки. Вие сте човек кој е втор човек во Народна банка, вие ги гледате се тие текови. После 93 година инфлацијата е падната некаде на 7-8% на годишно ниво. Нема основа толку многу пари со камати да се направат. А да тоа не е шпекулативно или нешто нечесно. Видите, каматните стапки беа јавно соопштувани во на време, не само во штедилницата ТАТ, туку и во други штедилници, па дури и во банки. Братете се наназад, направите анализа, ќе видите каде на месечно ниво каматите стига дури преку 30%. Да, ама како вие баш како вторчек на Народна банка, знаејќи ја Сонја, знаејќи го нејзиниот сопруг Штерио, ще иде токму во ТАТ, каде што директор на Скопската филијала на ТАТ е вашата сестра. Не беше директор, сестра ми никош работеше 5-6 месеци и на крај пред да беше во Скопската филијала, тој гувернерот поранешно го изјави. Меѓутоа не беше никош директорка, нити можела да биде директорка. Дури истрагата наводно наоѓа листови кај што вие подигате дел од каматата. И тоа е дел од приказната. Тогашниот заменик Томе Неновски при враќањето во Скопје доаѓа на седница на владата и тогаш веројатно прв пат вие добијате информација колкава е дупката во ТАТ. Ми се јави мене на телефон и не имавме седница на влада, јас го информирав председателот, седницата на влада продолжи, ние појдовме во кабинетот на председателот и тогаш ми кажа колкава е дупката, што велите односно колкави се обврските на ТАТ спрема штедачите. Тоа беше цифра негде околу 94-95 милиони. Тога станувате свесни колку е тоа голема дупка. Дупка и тоа беше еден шок и за владата, се едно што компетенциите се на страната на Централната банка. Првата средба со Томе Неновски вие правите во кабинетот на Бранко Црвенковски. Да. Дали е присутен Црвенковски тогаш? Да, беше присутен Црвенковски, разговараше со господин Неновски, тој кажа колкави се обврските фактички на ТАТ. Имавме седница на влада и бев известен дека подхитно ме бара заменик гувернерот Томе Неновски. Ја помисли дека сепак не е толку хитно за да морам да ја напуштам седница на владата, меѓутоа тој инсистираше дека мора веднаш нешто ми соопшти и кога влево во кабинетот, тој ме чекаше и ми кажа ТАТ падна. Истиот ден, стражерно во владата на Република Македонија, во кабинетот на владиниот потпредседател Димитар Бузлевски, тогаш е приведена собственичката на ТАТ Сонја Николовска. Истиот ден, значи кога Неновски ви јавува
колкава е дупката во ТАТ, тогаш прв пат Сонја Николовска е донесена во владата, донесена на сослушување, велат во кабинетот на Димитар Бузлевски, кој е тогаш потпредседател на владата, според некои информации направено е тоа бидејќи во неговиот кабинет наводно постоеле уреди за снимање на разговорот што се прави. Не знам дали постоја уреди за снимање, меѓутоа знам дека е доведена Сонја и јас тогаш прв пат господјата Сонја ја видов. Ја познавате ли Сонја Николовска? Лично не. Зошто тогаш првото испрашување на Сонја Николовска во владата се прави во вашиот кабинет, ако не сте ја познавале? А во моје отсутство. Значи, вие не сте тогаш присутни кога се испрашува од страна на Таки Фити и од страна на Борко Станевски? Јас бев на седница на влада во тоа време. Обично се врза дека вие сте били блиски со граначалникот Силјан Мицевски. Силјан Мицевски како граначалник една од најмокните фигури на Битола стоеше за ТАТ и за Сонја Николовска. И од тука името на Димитар Бузлевски се врзуваше многу често со таа афера со ТАТ. Јас сум близок со многу луѓе во Македонија. И јас заради таа близкост со многу луѓе не можам да стојам зад активностите на некои луѓе. Дали Силјан Мицевски со целата мок што имаше во тој момент, не само политички, туку и бизнис, стоеше за Сонја Николовска, бидејќи многу пари и чувавте таму? Не, многу пари не чував. Јас таму ниту бев долгорочен некој штедач во таа штеделница. Тие пари се дојдени во ТАТ непосредно пред пропаѓањето. Ако ги погледате... Две сметки се спомнуваат. Едната на $350,000 на име на Керкави. Постои таква штедна книжка на име на Керката, меѓутоа тоа се пари на наши пријатели кои се во странство и затоа се ставени на таа штедна книжка. Што најдовте при претресот на Силјан Мицевски? Најдовте ли одредени докази, одредени материјали кои би упатувале на одредено размислување за негова близкост со Сонја Николовска? Не се сеќавам, мислам дека беа запленети од станот на господинот Силјан Мицевски. Негде околу 100,000 тогаш германски марки, но од каде му беше неговото потекло, да. Значи во станот на Силјан Мицевски се 100,000 германски марки тогаш не пронајдени? Мислам дека беа пронајдени и одземени, но тоа е многу пари. Тоа е многу пари. И од каде беше тоа потекло не можам да кажам нити да. Не, тоа е лага. Во саксија со цвеќе? Не, тоа е лага. Јас имам случната варијанта дека најдени се во некој камин, јас камин немам дома. Не, беше во саксија со цвеќе, дека се 100,000 германски марки. Ниту во саксија со цвеќе се најдени такви пари, ако беа најдени, до сега и ќе беа и негде објавени, валјда, ќе се спомне и во судскиот процес, веројатно. Бевте блиски со Сонја Николовска? Па Сонја Николовска беше советник во Советот. Вие бевте граначалник? Беше на ваша листа? Беше на нашата листа, тоа е точно, не можам да речам дека... Имавте бизниси со неја? Не сме фамилиарно блиски луѓе, не сме... Бизниси? Дали имавте? Нема некои посебни бизниси, ако не го рачунате вие бизнис, одредена позајмица, што мислам беше негде во декември месец, му ја дадовме наменски за да земи кредит фабриката за фрижидери. Тука станува збор за милион марки? Да. Дали во станот на Сонја Николовска се најдени големи количества на злато и дали имате тогаш во тој период, таа 97 година, индици дека Сонја се подготвува за бегство од Република Македонија и така е всушност уапсена и ставена во одредена форма на притвор? Па колку се сеќавам, имаше индиции дека таа сака да ја напушти државата. Имаше злато со себе? Дали имаше злато со себе или не можам да кажам, меѓутоа се работи за некои 20 килограми злато, колку што имам информација. И златото што е запленето од Сонја Николовска, исто така е со записник попишано, и тоа беше во прилично голема количина. Пред нешто повеќе од 4 месеци, подготвувајќи се за ова наше вечерашно телевизиско досие, во едно познато скопско кафеле, имав повеќе часовен разговор со поранешната собственичка на битолски ТАТ Сонја Николовска. Незините финансиски побарувања, искажени на таа средба, беа преголеми и само поради тие причини вечерва, почитувани гледачи, ние немаме снимено интервју со Сонја Николовска. Господине Прчевски, кој беше мозокот на таа цела операција во врска со ТАТ? Па јас и тогаш и сега бев сум убеден дека тоа беше исклучиво Сонја Николовска. Толку е паметна, толку и работи мозокот за да може на таква операција, која на крајот безмалку тежеше околу 110 милиони тогашни марки. Па не беше толку, тоа се проценки кои се направени со сите камати и така натаму, меѓутоа факт е дека таа и во минатото имаше такви однесување и беше судена за... Значи беше осудувана претходно? Апсолутно осудувана пред тоа. Како дел од филијалата, како шеф на филијалата на ИК банка во Битола, ако не се лажам. Да, и
Тогаш одбегна издржување на казна затвор. Јас добро се сеќавам, бев во судот, заради тоа што остана бремена и се породи. Како тогаш некој на таа жена со такво миното и дава дозвола да основа штедилница и да биде начело на штедилница? Тука е клучното прашање, веројатно. Па тоа не би можел да кажем, меѓутоа очигледно дека направени се пропусти во таа смисла од страна на Народна банка на Македонија. Да се обидеме до крај да изненсираме. 93 година Сонја Николовска добива согласност да биде директор на штедилница ТАТ. Тоа е таа година кога штедно-кредитните задруги или предпријатија, како што тога се нарекува според законот, се пререгистрираат во штедилници и треба согласно да подпиши гувернерот Борко Станоевски. Вие сте председател на таа комисија и вие му доставувате на Борко Станоевски предлог да ја подпиши согласноста на Сонја Николовски, иако она претходно неколку години е осудена за одредена проневера или одредена шпекулација финансиска која има направена во филијата на ЙИК банка во Битола. Вие знаете Сонја, го знаете нејзиниот сопруг, сте колеги од Битола, точно знаете дека Сонја е осудена. Според законските решенија немаше основа Сонја да добие согласност од Народна банка да добие директорско место во штедилницата. Вие тоа му го сугерирате на гувернерот и му давате предлог. Не му го сугерирав. Јас имаше комисија специјално формирана за оценување на документите кои што се поднесува за регистрирање. Која комисија? Па се од оваа аспект, од оваа временска дистанца не можам да го тврдам нештото, меѓутоа комисијата Вие сте председател? Пред таа комисија. Вие сте председател на таа комисија. Кога Борко Станоевски подпишува, вие сте председател на комисијата и вие го давате предлогот за Сонја. Видите, повторно одиме во една фаза на шпекулација. Имаше се извинувам, ајде да расчистиме. Беше ли Томеновски председател на комисијата која дава согласност или предлог за согласност директорите на штедно-кредитните задруги подоцна стана директори на штедилниците? Да. Тоа потврди истрагата. Во 1992 година после тоа се промени комисијата, затоа велам, значи после тоа документи се поднесува и се бара од тие што поднесува барање за пререгистрација и за именување директори, меѓу кои дали лицето било осудувано или не осудувано. Па за ова лице, за лицето Сонја Николовска, беше ли Сонја осудувана? Дојде документ дека нема осудена, дека нема евиденција во судскиот. Вие рековте дека се знаете со Сонја. Точно знаете, бидејќи се школски другари со нејзиниот сопруг, дека Сонја е осудена и дека не издржува казна, бидејќи во тој момент се породува со третото дете и така е ослободена. Не може човек од Битола тие работи да не ги знае. Немојте нас да не правите наивни. Не ве правиме наивни. Може би судот во недостиг на докази да ве ослободи, али одговорноста пред јавноста си постои. Тука нема дилема. Вака сега, како може да се тврди и вие како и судот се однесувате, знаел. Кој тврди дека сум знел дека Сонја некогаш била осудена кога јас сум од 1977 година излезен од Битола, меѓувреме јас не знам што се случувало. Јас не другарував Сонја 20-30 години. Апсолутно знам моите пријатели од средно или од основно како правиат животот. Со добрите пријатели што сте биле посебно во едно мало место како што е Битола, кај што безмалку секој од генерацијата со секого се знае. Тоа е втора работа. Вие освен што сте председател на таа комисија, вие сте и човекот кој не шпекулирајте, ве молам, со таа председател на комисија. Ви реков 2-3 пати, повторно кажаме, во 92 година, да, после тоа се смена комисијата. И се добиваат документи по други критериуми, по други закон. Дали Томеновски е председател на таа комисија? Велам дека се смена комисијата, друга комисија. Дали сте дале предлог до гувернерот Борко Станоевски, кај што велите дека... Не Томеновски, комисијата за оценување даде, не Томеновски. Да, вие сте председател. Ама видите, председател, се пак запнавте председател, гувернерот е гувернер. Што утврдува вашата истрага? Постои ли тесна врска помеѓу Сонја Николовски и Томе Неновски, тогашен заменик, гувернер на Народната банка? Томе Неновски нели беше обвинет за одредени кривични дела. Постапката, колку знам, се уште се води. Не е завршен, барем додека јас бев обвинител, таа траеше, сега дали заврши, не знам. Станува збор за 2 кредити, веројатно. Факт е дека ние останавме при таквото обвинение и имавме оценка дека има одредени незаконити однесувања во неговите действија. Во текот на 1991 година Томе Неновски беше избран за заменик гувернер на Народната банка. Само неколку месеци подоцна од кога таткото на неговата сопруга Никола Клюсев беше избран за прв премиер на Република Македонија, веднаш по првите повеќе партиски избори во државата. Во хиерархијата и во описот на поделба на работни задачи, според статутот на Народна банка, заменик гувернерот, подоцна тој Глигор Бишев го правеше, подоцна и другите заменици, по хиерархија се задолжени за супервизија во рамки на банкарството, па и во рамки на штедилниците. Во рамки на таа супервизија која се прави во ТАТ, еден дава двојка,
тоа сте вие, двајца од членовите даваат четворка, еден дава тројка и на крај тат добива една година пред да пропадне двојка оценка. Според сите шпекулирање, па дури информации инсайдерски кои доаѓаат од Народна банка, врз членовите вие сте вршиле притисок и оценката на тат е двојка ставена. Повторна шпекулација. Тоа го тврдеше и истражниот судија, односно обвинителот, меѓутоа во истражната постапка и во почетокот на кривичната постапка се потврди дека е чиста спекулација, дека немало корекција на цената. И тоа е отфрлено од обвинението. Дали тат добива двојка? Добивот тој што му е дал двојката, не дека некој сугерирал да се преправи тоа, а тоа го прават супервизори, не гувернери или замени гувернери. Заре нормално, господин Еновски, на пола година пред пропаст на таа штедилница Народна банка да ја дава двојка, а вие сте формацијски задолжени за таа супервизија. И тоа не е точно. Вие имате штеден влог во тат, ваша сестра работи во филијалата во тат, многу елементи кои кажуваат на ваша блиска врска со Сонја Николовска, вие тоа го негирате сега. Знаете, и за раштански лози ги осудија, ама луѓето се убиени тамо. Ги осудија не дека се невини, туку нема доволно докази. Мислам дека истиот случај со вас. Не е за негирање или не негирање, него докази и факти се во прашање. Вие на истиот начин како да го читам сега првобитното обвинение што некој во 97 го напиша против мене и ме обвинува за се што па и меѓу другото за менување на оцената или за не знам какви притисоци, и за не знам какви конфликти на интереси, или уште повеќе што велите сега дека по хиерархија сум бил задолжен за некаква супервизија. Нема таков документ и судот се обидува да односно обвинителот нема. Измисли си се. Дали во рамки Народна банка? Гувернерот е број 1, број 2 и број 3 што командува со банкарски систем. Не спораме дека гувернерот си сноси одговорност. Значи јас не спорам со вас. Да, ама ми импутирате некои работи што не се точни. Тоа што спориме, колку вие сте биле заменик гувернер, сум 15 години во новинарството и во сите можни интервјуи, јас можам да ви донесам барем 5 интервјуа такви, се вели дека задолжен формацијски за супервизијата е заменик гувернерот. Гувернерот е за друга работа. Политички одговара и гувернерот за лоши грешки во супервизијата и тоа не е спорно. Меѓутоа формацијски вие бевте задолжен. Ве гледам во очи и велам да, Томе Неновски и во неврзани мабити кои сме ги правеле претходно, а и подоцна кога Глигор беше дое заменик гувернер, секоја се велеше, па дури мислам дека во време на Бишев и на Љубе Трпевски тоа беше устроено. Тоа беше устроено и во одреден статус на Народна банка, па дури имаше спор кога Глигор Бишев одеше во Стопанска банка како е возможно човекот кој е заменик и кој супервизорски извештаи има и задолжен за супервизија да оди во банка деловна знаејќи ги информациите за другите конкурентски банки. Тоа беше исто афера голема. Така да вие тоа го знаете, меѓутоа се обидувате да прикажете друга слика. Не, ете, јас ве гледам се како обвинител што го гледам на кога беше оние постапки, нели? Не ве молам, ама тоа е докажано дека не е така. Јас и настапам како обвинител во оваа емисија, бидејќи јавноста има право и да знае. Имате право да се браните. Јас на јавност го викам дека вашата констатација апсолутно не е точна. Тој обвинител се обидува 11 години да го докаже, али тоа не е точно. Па секој обвинет вели дека управо. Ама докажете го нештото дека е криво. Па јас ви велам, јас давам аргументи постојано кога што велам дека Томе Неновски има многу блиски односи со тат. Дали фамилиарни, дали бизнис, било какви, Томе Неновски ги има тие врски со тат. Не е точно. Не е точно така како вие го презентирате. Ако вториот човек во банката имал штеден влог, тоа значи дека не сме се сомневале воопште во бонитетот на таа банка. Он беше задолжен за контролата, за супервизијата, за извештаите на супервизијата и така натаму. Каква е улогата на битолската полиција, посебно на делот на битолската државна безбедност со Сонја Николовска? Во Скопје постоја одредени информации, сомневање дека тогашниот, во моментот кога пукна аферата ТАТ, шеф на битонската тајна полиција господинот Дамчевски, успева да извлече некаде 30.000 германски марки кои ги имаше како штеден влог ставено во ТАТ. Јас имав сознание дека, и сега ги имам, дека Дамчевски продал куќа или стан и вложил депонирал во тат свој влог од околу 100.000 германски марки. Дали тогашниот врв, полициски, политички на Битола, притиска врз Сонја да може да ги повлече своите пари назад? И дали се тие црни спискови за кои Сонја постојано 10 години говори? Јас за тие спискови не знам, јас и ден сакам да ги разберам што се тие црни вреки, црни спискови. Меѓутоа до сега поминаа 10 години, повеќе такви спискови не излегоа. Имавте ли тајни средби со Сонја и со директорот на државна безбедност? Првен тајни средби не сме имале, затоа што немало причина да бидат никакви тајни средби. А средба сум имал јас со Ице Дамчевски, а со тројцата вака кои што ги исполнувате не сум имал никој пат. Ице Дамчевски беше штедач во ТАТ? За да може, бил штедач. Имало што слушам од страна, имало некакви договори за повлекување, за враќање,
Ali to je bilo dogovoreno među Sonja i Ic. Успеал да врати дел од парите. Тоа го покажува истрагата. Може би успеал, јас не знам. Има еден интересен податок дека во периодот кога избива аферата со ТАТ, во работењето на Народната банка, дали на раководни функции, дали во членство во Советот на банката, своја улога имаат неколку мокни битолски играчи. Тој е Димко Кокаровски, тогашниот ректор на Битолскиот универзитет, тој е Михајло Петковски, професорот на економскиот факултет со потекло од Битола, тој е Вангел Гачев, долгогодишниот директор на ЗИК Пелагонија и тој е Томе Неновски, тогашниот заменик гувернер на Народната банка. Луѓе од битолските судови, битолската полиција и битолскиот бизнис прикјутно ја помагаа Сонја Николовска и незината пирамида, сите помалку крши ги од лесните пари на татовата пирамида. На крајот, цената на тој ручек беше големи 120 милиони германски марки. Со сигурност се знае дека најголем дел од судството беа штедачи во штеделницата и еден голем број од тие суди си ги намирија. На кого мислите? Своите. Па еден од нив е и екс-обвинител републички Парчевски, за кој доста се зборуваше и пишеше дека околу 230.000 марки си направи некакво пребивање со помош на стечајниот управник. До сегата работа не е демантирана од никого. Останете со нас и по рекламите, да го проследите продолжењето на нашето вечерашно телевизиско досие. Следува продолжењето со проектот Националната платежна картичка и големата финансиска афера која беше отворена во врска со тој проект. Енергија за секој момент од животот. ЕВН, секогаш тука за вас. Како е возможно во еден период не подолго од 9 месеци толку силно да бидат обезвреднити буџетските пари за повеќе од 7 пати кои беа инвестирани во Националната платежна картичка? Останете со нас во наредните 10 минути и работите ќе ви станат многу појасни. Господине Бучковски, кој беше мозокот на целата таа операција околу формирањето на Националната платежна картичка? Па дефинитивно Никола Груевски. Подготовките за целата операција се пред крај. Веќе се инсталирани 20 банкомати. Втората половина на април најверојатно ќе започнеме со издавање на картички кој сака. Со одлука на владата на Љупчо Георгиевски од 24 јули 2001 година, односно додека се уште во Македонија беснееше воениот конфликт, беше формирано акционерското друштво Национална платежна картичка. Во неговото формирање, државата вложи буџетски пари во вредност од 7.582.421 евро. Во таа вредност, капиталот на друштвото е запишан во трговскиот регистар под број 5281/2002. Дали проектот Национална платежна картичка беше законски покриен? Законски дефинитивно е покриен. Иако, гледајќи го од економски аспект, не можете проект кој чини 8 милиони евра на крајот кога ќе го завршите со приватизација, наоѓање на стратешки партнер, да го продадете само за милион евра. Господине Малиновски, дали антикорупцијската комисија го третираше случајот на Националната платежна картичка? Да, Државната комисија постапуваше по овој предмет и постапката заврши со поднесување на две иницијативи до јавното правобранителство и до јавното обвинителство. И што е во сршта на тие две иницијативи? Па кај Државната комисија немаше дилеми дека самиот чин на основање на Национална платежна картичка и нејзиното натамошно трансформирање е проследено со сериозни прекршувања на законските прописи. Првото сериозно нарушување на законските прописи е направено во оној момент кога некој дозволил Националната платежна картичка да биде формирана со буџетски пари, а не од средствата кои ќе се обезбедат со реформите на Заводот за платен промет. Врз база на што го темелите тоа ваше барање дека треба обвинителството да покрене кривична постапка? Прво, ако тргнеме дека Националната платежна картичка требаше да биде продукт кој ќе настане од трансформацијата на Заводот за платен промет. Одговорот на така поставената дилема ја знае тогашниот председател на Комисијата за трансформација на Заводот за платен промет, тогашниот министер за финансии Никола Груевски и членовите на споменатата комисија. Од списокот на членовите на таа комисија воочливи се имињата на денешните високи владини функционери. Ванчо Каргов, денешниот директор на Царинската управа на Република Македонија,
Гордана Јанкуловска, министерката за внатрешни работи, Гордана Ивановиќ, директорката на Бирото за стокови резерви, Тони Димитриовски, извршниот директор на тутунскиот комбинатот Прилеп, Горан Атанасовски, директор на Централниот регистер и така натака. Значи, во рамки на таа реформа на Заводот за платен промет требаше да биде формирана ова институција национална платежна картичка со дел од средствата кои стануваат при таа трансформација на ЗПП. Токму така, значи една од институциите кои требаше да произлезат покрај Централниот регистар и другите институции, Централниот депозитари, депозитари така натака, беше и националната платежна картичка. Значи тоа е продукт од трансформацијата на Заводот за платен промет. И требаше со тие пари да биде направена. Да. Значи не токму во законот вели дека основањето на националната платежна картичка ќе биде обезбедено со средства кои произлегуваат од трансформацијата на Заводот за платен промет. И точка. Тука се дадо буџетски пари во вредност од неколку 8 милиона евра во тој момент. Тоа е првиот момент кој сметаме ние сметавме дека е прекршување, односно упат пред се во законот за буџет. Значи според вас државата не смееше со буџетски пари да го стимулира и да го поттикне формирањето на националната платежна картичка. Токму така, бидејќи согласно законот за буџет, како буџетски корисници се идентификуваат органите на законодавната, извршна и судската власт. А националната платежна картичка не влага во тие не влага, графи. бидејќи тоа е акционерско друштво и како акционерско друштво, што би рекле трговско друштво, не може да се јави како буџетски корисник. Во јанари 2005 година, тогашниот заменик на Скопскиот јавен обвинител господин Шврговски го одбива барањето на антикорупцијската комисија за покренување кривична постапка против носителите на проектот Национална платежна картичка. Дали како чиста случајност може да се рубрицира фактот дека тогашното најсилно упориште на влашкото лоби во деловите на јавното обвинителство господин Стерио Зиков, односно тогашниот председател на Скопското јавно обвинителство, во рацете на господин Шврговски, неговиот тогашен заменик, го дава токму случајот со националната платежна картичка. И дали е возможно тогаш, таа 2004-2005 година, влашкото лоби во Република Македонија да инвестира во идната политичка кариера на Никола Груевски? Господин Бучковски, дали може како една чиста коинциденција да се оцени фактот дека во рамки на тогашното Скопско јавно обвинителство заменикот обвинител господин Шврговски го одбива случајот и барањето на антикорупцијската комисија за кривично гонење на сторителите на тој проект Национална платежна картичка, а подоцна господин Шврговски станува јавен обвинител. Односно луѓето кои го покрија Груевски со становите, Михајло Маневски станува подоцна министер, а човекот кој го покрива со случајот Национална платежна картичка станува јавен обвинител на Република Македонија. Дали тоа е по вас чиста случајност? Мислам дека немало тенденција кај Стерио Зиков да го даде предметот на Шврговски, заради тоа што Шврговски бил пријател со семејството Мјалкови. Мислам дека тука има коинциденција, од тука натаму веќе ништо не е коинциденција. Братучедите тоа го ценели и евидентно е дека иако е истакнат правник, сите го знаат како честен човек, не случајно стана Шврговски јавен обвинител. Господин Малиновски, дали ви изненади одлуката на обвинителството, односно на Скопското обвинителство и на тогашниот заменик јавен обвинител на градот Скопје, господинот Шврговски, да ја одбие ова ваша иницијатива, ваше барање за покренување кривична постапка за лицата кои били инволвирани во тој случај Национална платежна картичка? Дали тоа за вас беше изненадување? Ако велите дека овие аргументи кои кажувате се доволно веродостојни, се покрени таква постапка? На вистина причините зошто е таква донесена нивната одлука не би можел да нити ги знам, нити можам да ги коментирам. Обично шпекулацијата оде до тама дека влашкото лоби таа 2001, 2002, 2003 година го спасува Никола Груевски од можно посилно обвинителско третирање на тој случај со Националната платежна картичка. Па тоа би изгледало дека постоела некоја паралелна политичка игра која би требало јас да ја знам. Мене ми беше многу посимптоматично тоа што по промената на власта не беше променет државниот секретар. Мислам дека Каргов одигра клучна улога во забошотување на случајот Национална платежна картичка. Дали на тој начин Перо Гошев како министер за финансии всушност го покри Никола Груевски? Тоа е една многу интересна ситуација. Па дури мислам дека и со несторувања може некој да се покрие. Мислам дека не постоеше доволна волја тогаш да се отвори фронт против Никола Груевски, затоа што ние генерално и како политичка елита кој тогаш условно речено го бираше противникот, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија тогаш во битката внатрепартиска во ВМРО-ДПМН меѓу Ѓорчев и Груевски типуваше на Груевски. Мислам дека тогаш и Груевски се провлече заради условно речено
тој избор, тој да биде лидер на опозицијата. Сака да кажете две работи: прво дека го поценихте Груевски, и второ дека не толку жестоко ја теревте таа афера со националната платежна картичка, бидејќи Груевски го посакувавте како лидер на ВМРО. Мислам дека можеби не е тоа целосната вистина, но тука и лежи одговорот зошто докрај не е истерана работата и на јавниот обвинител и на заменикот јавен обвинител не му е понудена целосна документација за да може да го истражи случајот, за на крајот се затвори со тоа дека има недостаток на докази. Како е возможно и зошто некој дозволи поранешниот член на Комисијата за трансформација на Заводот за платен промет господинот Ванчо Каргов, еден од најблиските соработници на господинот Никола Груевски, подосна по паѓањето на таа влада и понатаму да остане на врвна функција во Министерството за финансии и од таа позиција можеби да влие врз текот на истрагата во врска со националната платежна картичка. Во подолгиот список на неправилности кои Државната комисија за спречување на корупцијата ги достави до јавното обвинителство, во својата иницијатива за кривечно гонење, во точката 2 констатираа дека Министерството за финансии исплатило повеќе од 3 милиони евра, во најголем дел на фирмата Vista Processing и во помал дел на Македонски телекомуникации за набавка на банкомати, хардвер и телекомуникацијска опрема. Сите исплати се извршени преку профактури, без да бидат доставени фактури и испратници со кои би било потврдено извршувањето на набавките. Антикорупцијската комисија констатирала дека не постои ниту записник за примопредавање на целиот проект во употреба. Верифон испорача, односно ни достави 5000 посттерминали, а знаете набавката на посттерминалите не оди така едноставно, треба да се нарача па 2 месеца транспортот, во време трајање транспортот овој се одвива, тие се тука во Скопје и значи имаме навистина направено еден голем успех со тоа што се тука во Скопје. Имаме 20 банки во Македонија. Поделете го, да речеме, една проста математика, еве 9 милиони поделено на 20 банки, ќе видите дека сепак за банките не е значајна сума, особено што веројатно ќе даде можност да се плаќа и со врзници. Во законските решенија со кои беше регулирана трансформацијата на Заводот за платен промет, беше вметната одредена одредница која на министерот за финансии му дава апсолутно право да го контролира управниот одбор на националната платежна картичка, односно од вкупно 5 члена кои се во составот на тој управен одбор, тројца ги кандидираше министерот за финансии. 3 члена од 5 члениот управен одбор на акционерското друштво Национална платежна картичка ги делегираше тогашниот министер за финансии Никола Груевски. На тој начин членови на управниот одбор на акционерското друштво Национална платежна картичка стануваат најблиските соработници на Никола Груевски. Сегашните министри Гордана Јанкуловска и Милена Киевски, а за директор е избран неговиот прв братучет Владко Мјалков. Акционерското друштво Национална платежна картичка денеска го одржа првото акционерско собрание и именуваше нов состав на управниот одбор. За председател избран Владимир Мјалков, кој понатаму ќе врши и директорската функција. Дали проектот Национална платежна картичка беше кадровска база, односно луѓето кои беа вклучени во тој проект Национална платежна картичка, кој подосна беа искористени при формирање на денешната влада на ВМРО ДПМН? Па на една дискусија во парламентот јас говорев дека тоа е всушност базата, тоа е главната оска на која почива денешната влада. Значи Јанкуловска била председател на управниот одбор на Национална платежна картичка, Милена Киевски бил член на управниот одбор, а Владко Мјалков веќе се знае дека не случајно бил директор на Националната платежна картичка. Значи братот на Александар Мјалков и првиот браточет на Никола Груевски. Значи дека силните луѓе и луѓето најголема доверба Груевски всушност ги стави во Националната платежна картичка. Токму така, тоа е значи проектот зародишот на ова ВМРО ДПМН кој денеска владе. На 29 март 2002 година, владата на Љупчо Ѓоргиевски ја прифаќа препораката да биде приватизирано акционерското друштво Национална платежна картичка, во кое беа инвестирани повеќе од 7,5 милиони евра буџетски пари. На крајот од целата таа операција, собственици на околу 70% од капиталот стануваат две банки – Македонска и Балканска банка. Македонска банка, која во тој период беше во собственост на познатите ВМРО-вски возачи, стана собственик на 35,28% од капиталот, додека Балканска банка, која во тој момент се уште беше во собственост на Мултигруп, доби во своја собственост 34,77% од капиталот на Националната платежна картичка. Тогашниот министер за финансии Никола Груевски беше вработен во Балканска банка пред да биде избран на министерската функција. Двете банки важеа за силни ВМРО-вски упоришта и во таа 2002 година ВМРО-вската финансиска олигархија
размислуваше за нивно спојување. Значи тука доаѓаме до една многу интересна ситуација. Значи државата со буџетски пари за кои нема законска основа формира одредено акционерско друштво како што е НПК, односно Национална платежна картичка, и подоцна тоа акционерско друштво во период од неполни една година е продадено на две банки, од кои двете се класично блиски банки до ВМРО ДПМН во тој период. Тоа е Македонска банка, кај што оние познати возачи и сите други структури ги има акциите, и тоа е Балканската банка, која подоцна станува Унибанка. Тоа за вас беше доволна основа, да не грешам и за мене доволна основа би било, предпоставам, за да може да покренете таква иницијатива пред јавното обвинителство? Видите, тоа е вториот момент. Тоа е политика која еве да ја преведеме на поинаков јазик, државата сега да изгради едно училиште за 7 милиони евра и утре дента да го приватизира за 1,5 милиони евра. Мислам сосема јасно што се случувало со таа целата проекција направена во минатиот период. На крајот, тој богат капитал на акционерско друштво Национална платежна картичка заврши во приватни бугарски раце, а дел од вработените мора со штрајк со глад да ги зачувуваат своите работни места. 40 отпуштени работнички од Националната платежна картичка по 3 деноноќија поминати во просториите на НПК, денеска напладне го прекинаа штрајкот со глад. Работните места ги изгубивме, но нашето здравје и живот не смееме да го доведеме во прашање, што е причина повеќе за донесување на разумна одлука. Го прекинуваме штрајкот и го ставаме во мирување. На крајот, останува нејасно како е возможно некој да дозволи трошење на 8 милиони евра буџетски пари, кои подоцна заврши во приватни раце, кога денес се апсат за 5 евра разни полицајци и цариници, а никој да не одговара за тој проект на Националната платежна картичка. Ова беше све што ви подготвивме за вечерва, почитувани гледачи. Јас сум Васко Ефтов, ова беше емисијата во Центар. Се гледа миниот вторник, од 20 часот и 15 минути. Пријатна вечер, Македонија, каде и да си.